Време е за најновиот блок информации од регионот Македонија и светот. Започнуваме веднаш по кратките најави. Останете со нас. Општина Демир Капије го чествува денот на ослободувањето на градот 7 ноември. Се бетонира крак од улицата 8 ноември во општина Неготино. Двајцата скопјани кои украдоа 4 милиони денари од автомобил во движење добија казна затвор вкупно 20 години и 7 месеци. Согласно програмата за комунални дејности на општина Неготино се бетонира крак од улицата 8 ноември во Неготино во должина од 110 и широчина до 5 метри. Околу 70 тони на бетон денеска беа поставени на оваа улица. Се бетонира крак од улицата 8 ноември во Неготино. Согласно програмата за комунални дејности на општината, оваа улица ќе биде бетонирана во должина од 110 метри и широчина од 5 метри. Увид на градежните работи изврши градоначалникот Ванчо Апостолов, кој рече дека од сега граѓаните ќе немаат никакви пречки за движење, како населението кое живее тука, така и за возилата кои се движат по оваа улица. Некои 7-8 миксери, значи околу 60 до 70 тони на бетон ќе бидат денес поставени на оваа улица и сметам дека веќе ја видовте како изгледа старата и руинирана улица, дека движењето по ова што е една од, морам да признам, една од неасфалтираните, небетонираните улици во доста лоша состојба, веќе ќе нема пречки за секакво движење како на населението тук, жителите кои живеат тука, така и на возилата кои се движат по оваа улица. По период од 40 години, граѓаните од оваа улица конечно ќе добијат бетон и ќе можат полесно да ги обавуваат секојдневните потреби. Жителите јавно изразија благодарност и задоволство што по долги години се асфалтира овој дел од улицата. По долги години многу, може и 30 години, 40. Не беше ништо направено. Се изменија многу градоначалници, сега не испадна у сусрет градоначалникот, моментално тоа е. И ние не можеме ни да одиме пешки, некој е сакат, некој е болен, децата мали, не може. И затоа како да не сме задоволни, многу сме задоволни. Како се живееше претходно? Ами како, многу тешко. Тешко, не можеме да испаднеме. И неќе да идат, што вика на такси, до таму и треба пешки да одиш. Дрва не може да донесат, неќе да идат, патот е раскопан, сега ќе биде многу подобро. Инаку увидот на градежните активности на проекти чии што работи се веќе отпочнати е по повод 72 години од ослободувањето на општина Неготино. Годишниот Кемал Ахмети доби 13 години затвор, а 20-годишниот Агим Коруни доби 7 години и 7 месеци затвор за разбојништво, во кое украдоа 4 милиони денари и тоа од автомобил во движење. Двајцата скопјани ги признаа делата за кои се товареа пред судскиот совет од Основен суд Велес, пошто беа прогласени за виновни. За разбојништво во кое украдоа 4 милиони денари од автомобил во движење, 25-годишниот Кемал Ахмети доби 13 години затвор, додека 19-годишниот Агим Коруни доби 7 години и 7 месеци. Откако ги признаа делата за кои беа товарени на главната расправа, двајцата скопјани пред судскиот совет во Основен суд Велес беа прогласени за виновни. Грабежот се случи на 8 февруари годинава во близина на пензионерскиот дом во Велес. Тие го ограбија возилото на Агенцијата за обезбедување Перпетум Мобиле од Велес. Организатор на разбојништвото според обвинението бил Дритон Сулејмани од Бузалково. Тој е во бегство, а по него се трага. Од агенцијата нема да бараат одштета затоа што штетата им била надоместена преку осигурителната компанија, додека представникот на оштетената Стопанска банка пак побара да им се вратат украдените пари. По правосилноста на пресудата, судот одлучи парите да се вратат на Стопанска банка АД Скопје.
Дирекцијата за заштита и спасување додели возила на територијалните противпожарни единици. Покри другите општини, возило доби и општина Велес. Целта е навремено, ефикасно и квалитетно дејствување во одредени големи природни катастрофи. Возила опремени со топови за гасење на пожар и хидраулични апарати за сообраќајни несреќи додели Дирекцијата за заштита и спасување на територијалните противпожарни единици. Согласно Законот за спасување, Дирекцијата има одговорност и улога во дело до премувањето на овие сили. Покрај другите општини, возило добива и општина Велес. Со ова сакаме да помогнеме на професионалните територијални противпожарни единици да бидат максимално оперативно, а посебно внимаваме вакви помалечки возила да се доделат на оние општини каде што имаат тесни улички и каде имаат потешка пристапност на големите противпожарни возила. Противпожарни возила се доделија на општините Штип, Велес, Куманово, Крива Паланка, Тетово и општина Прилеп за потребите на општина Кривогаштани. Хидраулични апарати пак се доделија на општина Кочани, град Скопје и општина Гостивар. Целта е навремено, ефикасно и квалитетно дејствување во одредени големи природни катастрофи. Во врска со случајот на ученикот од Средното стручно општинско училиште Коле Неделковски на тема интернат злоупотребен од страна на Весна Стојанова Богоевска, професор во училиштето и функционер во СДСМ. Од партиската говорница на ВМРО ДПМН Велес, Петре Саздов, денеска порача да не се злоупотребуваат учениците во политички цели. Остра осуда и згрозеност за злоупотреба на ученици во политички цели. Во врска со случајот на ученикот од Средното општинско училиште Коле Неделковски на тема интернат, злоупотребен од страна на Весна Стојанова Богоевска, професор во училиштето и функционер на СДСМ, порача од партиската говорница на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Велес, Петре Саздов. Овој случај покажува дека редовите на Социјалдемократскиот сојуз не постои ни грам разум. Не постои основно ниво на морал и етика во нивното политичко дејствување. Овој случај покажува дека за да се доберат до власт, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија се подготвени да злоупотребуваат ученици и да малтретираат невини семејства. Овој случај покажа дека Социјалдемократскиот сојуз го допре дното. Според Саздов, класниот раководител треба да биде втор родител, а не учениците да ги злоупотребува во политички цели. Саздов упати низ прашање до Стојанова Богоевска и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Кој ви дал право да злоупотребувате ученик за вашите партиски цели? Кој ви дал право да конструирате сценарија со договорени новинари за да малтретирате едно семејство? Зарем мислевте дека ќе успеете да ја сокриете оваа конструкција во која местите невин ученик и неговото семејство? Прашувам, има ли некој во таа партија Социјалдемократскиот сојуз на Македонија грам совест да каже стоп на ваквите нечовечни работи што ги правите? Саздов порача дека ВМРО ДПМН активно ќе го следи овој настан со ученикот и ги повика сите надлежни институции да ги интензивираат своите активности и целосно да го испитаат овој случај. Општина Демиркапија со повеќе активности и манифестации денеска го одбележува својот празник 7 ноември, денот на ослободувањето на градот. На свечената седница беа доделени признанија за почесни фирми и приватни лица, кои придонеле за афирмација и развој на општина Демиркапија. Со положување на свежо цвеќе на 3 локации во општината пред спомен бистите на паднатите борци, Демиркапија го одбележа 7 ноември, денот на ослободувањето на општината. 72 години слободна Демиркапија и 20 години од ослободувањето на општината. Голем ден за сите нас. Со овие зборови на свечената седница им се обрати градоначалникот Трајче Димитриев. Со новата територијална подела, која се случи пред 20 години, Демиркапија повторно стана општина и со тоа беше исправена неправдата од 1957 година. Со гордост можам да кажам дека од тие 20 години, 16 години сум на функцијата градоначалник на оваа наша прекрасна општина. Вложив многу во развојот на ова место. Целата моја енергија,
сила и идејност кои ме водеа и потикнуваа да работам во насока на севкупниот развој на општината, ги црпев токму од вас, граѓаните. И сметам дека тоа е единствена патека по која се стигнува до резултати и успешна работа која секогаш вродува со плод. На свечената седница беа доделени и признанија за почесни фирми и приватни лица кои придонеле за афирмација и развој на општина Демир Капија. А плакетата за почестен граѓанин ја доби градоначалникот на општината Трајче Димитриев. Во Битола започна снимањето на серијата Црвениот поет. Станува збор за серија во која во 10 епизоди се обработува животот на Коста Солев Рацин. Во првиот дневник имавме директно вклучување од колешката Оливера Михайловска од Битола. Да погледнеме дел од разговорот. Согласно она што е предвидено да опфата 10 епизоди од Црвениот поет посветени на Коста Солев Рацин, станува збор за од неговото раѓање, почетокот на животот на Кочо Рацин, па се до неговата смрт низ етапи во 10 епизоди кои што министерката исто така дополни дека се надева не само во Македонија, туку и надвор од земјава да бидат откупени овие играни серии, како што ние гледаме странски серии, така да можат и во странство да не гледаат нас. Предлагам во овој момент да ја слушнеме нејзината изјава. Покрај, морам да напоменам големата поддршка во македонската кинематографија, поддршка на огромен број на македонски играни филмови кои што како никогаш досега се поддржа, се реализира и се промовира. Посебно ми е драго што Агенцијата за филм објави конкурс за поддршка на други аудиовизуелни дела, а тоа се играни серии. Јас се надевам дека со завршувањето на оваа играна серија ќе се поттикнати други продукцијски куќи да се јавуваат на овој конкурс и да создаваат играни серии. Голема поддршка на Агенцијата за филм и на Министерството за култура што дадо иницијатива за прв пат да финансираат една ваква серија, значи драмска серија од 10 епизоди. Голема благодарност до актерите кои што беа доблесни да учествуваат и секако на целата екипа. Се надевам дека овој тренд ќе продолжи понатака во наредните сезони. Деновиве се снимаше дел од, како што кажав, од сцените, каде што актерите истакнаа дека е навистина прекрасно место и Битола е богата со локации кои што можат да одговорат на ваквите барања кога станува збор за снимање на историски записи. Имено министерката Канчевска Милевска беше во посета на едно од снимањата каде што истакна дека е многу важно и многу ги поддржува оние кои што се одлучуваат на ваков начин да произведуваат филмска индустрија, односно играните серии кои што во моментов се актуелни. Иако имаме речета развој во филмската индустрија во Македонија, сепак Агенцијата за филм со повикот што го отвори за снимање на играни серии ги охрабрува сите заинтересирани да почнат со аплицирање и снимање, бидејќи е од огромно значење кога на македонски ликови ќе им се даде вакво значење. Приказната која започнува да речна 1908 година, завршува 1943-та, говори за животот и делата на нашиот најголем поет, еден од најголемите наши поети Кочо Рацин, и при тоа го опфаќа еден наш синдром кој што можеби и ден денес се провлекува, а тоа е дека за жал доста често ние како народ сме знаеле да ги маргинализираме оние што на нас најмногу можат да ни помогнат и најмногу можат да допринесат за самите нас. Се надевам дека на овој начин ние конзервираме дел од нашата историја и дека овој тип на производство на играни серии ќе продолжи и понатаму и моите колеги ќе го препознаат како предизвик и дај Боже да има што повеќе вакви проекти. Тој поетски негов дел произлегол од се останато што му се десило во неговиот живот. Неговата поезија е ангажирана поезија. Он пишува за маката на работникот и всушност пишува за тоа што он го преживеал. И некако ми е
чудно како после толку тортури, измачувања, во него има уште љубов кон човекот и кон општеството. И некако ми е чест што го играм, го гледам сега како херој, не како поет и револуционер, него како херој на македонскиот народ и на македонската држава. Имено можам само да дополнам дека од страна на режисерот и екипата беше истакнато дека Битола како филмски град дефинитивно е филмски град, бидејќи располага со голем број на локации кои што можат да одговорат на овој период од снимањето на оваа играна серија. Меѓутоа беше дополнето дека треба да се инвестира со цел Битола и низините локации понатаму да бидат искористени до максимум. Во Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци беше отворена изложба со наслов Апстрактни пејзажи. Со 24 дела во различни димензии, авторката Маја Димитрова побуди голем интерес кај кавадаречките љубители на уметноста. Апстрактни пейзажи е насловот на изложбата која премиерно беше отворена во галеријата на Кавадаречкиот дом на култура. Авторка на изложбата е Маја Димитрова, која вели дека за неа апстракцијата представува одредена тема или нешто препознатливо. Со 24 дела во различни димензии, Димитрова побуди голем интерес кај кавадаречките љубители на уметноста. Апстракцијата, како јас ја сваќам абстракција според мене, е да мора да постои на фигуративното. За мене апстракцијата значи мора да има конкретно нешто за да има предпознатливост, како што реков ти претходно. Инаку тоа би било, ја не би го рекла тоа нарекла дури апстракција, дека е, ако е нешто невидливо, тогаш би било нешто невидливо. Апстракција е баш на поднеставување на работите кои што ги гледаме реално. Значи, стилизација. Делата се 23-4, точно не знам, и се у различни димензии. Со оваа изложба ми е прв пат тука промотивно во Кавадарци, па ќе продолжам понатаму. Инаку Маја Димитрова е внука на реномираниот македонски сликар Ставре Стадин Димитров. Маја вели дека уште од најмали нозе чекори постапките на дедо и слика и портрети, но повеќе ја сака природата. Почна се постапките уче од најмали нозе, ама ето и тргна возот натаму. Портрети сликам, но не ми се оној омилен дел, него јас сум ориентирана на природата, пошто сум љубител на природа, така да во тој поглед не сум на дедо ми, меѓутоа ракописот го имам од дедо ми, како прв мој учител, да го наречам слободно. Така да има, да, талентот, ама и како учител, пошто прво нешто што некој ми објаснал од уметноста бил тој, и од него сум му благодарна за такво нешто и за генот што го носам од нив, и се надам дека и портрети ќе почнам исто како него. За едно уметничко дело најважна е импресијата, а овој колорит буди убави чувства, рече градоначалникот Александар Панов, кој потенцираше дека авторот на делата кои ја красат салата на локалната самоуправа е токму дедото на Маја Димитрова. Независно од тоа што нели понекога сликарството е доволно апстрактно за да не можете да кажете што е тоа што е представено на самата слика, тука за среќа се распознава тоа што се сака да се прикаже, тоа е природата, тоа се пејзажите од една диоптрија која што е својствена на самата уметница и која што за среќа е многу блиска до нас, до консументите на убавото. Среќен сум со тоа што уметницата е и внука на нашиот познат академски сликар Стадин, кој што беше и автор на половина од делата на кавадаречките револуционери во Собраниската сала и сигурен сум дека ќе продолжи по тие видоизменети стапки на низиниот дедо. Маја Димитрова е дипломиран ликовен педагог, насока сликарство од 2012 година, а дипломирала на Факултетот за ликовни уметности Скопје. Ова беше нејзино прво самостојно изложување во Кавадарци. Вкупно 10.235 пријави од граѓани за гласање во странство се поднесени заклучно со денеска до 14 часот преку веб апликацијата на Државната изборна комисија. Од нив 8.258 се прифатени, 166 се одбиени, а останатите се во обработка. Како што соопшти ДИК, најголем број од пријавите се за гласање во Берн, Венеција и Детройт. Вести од Македонија.
Партиите и независните кандидати ќе треба до ДИК да ги достават листите на кандидати за пратеници најдоцна до крајот на оваа седмица. Според календарот што го усвои Државната изборна комисија, рокот истекува на 11 ноември на полноќ, а до тогаш ќе трае увидот во избирачкиот список. ДИК на 1 декември треба да ги потпише изводите од избирачкиот список. Изборната кампања ќе започне на 23 ноември и ќе трае до 9 декември. До 11 ноември трае пријавувањето за гласање на македонски државјани кои живеат во странство. Гласањето во диаспората ќе се одвива еден ден порано, односно на 10 декември во дипломатските конзуларни представништва на Република Македонија низ светот. Председателот на владата за спроведување на изборите Емил Димитриев денеска оствари средба со Торстен Фрај, пратеник на германскиот Бундестаг и главен известувач во Бундестагот за Република Македонија. На средбата двете страни ја истакнале значајноста и потребата за организирањето фер и демократски избори. Премиерот Димитриев ја афирмирал фокусноста на владата за организирање кредибилен изборен процес и го истакнал јасниот владин став за поддршка на работата на Државната изборна комисија за прашањата за кои комисијата изразува таква потреба. И двајцата соговорници се согласиле дека сите политички партии треба да имаат позитивен пристап кон градењето доверба во изборниот процес и дека треба да ги прифатат резултатите од изборите со цел креирање политичка влада. На средбата станало збор и за менаџирањето на ефектите од мигрантската криза, при што премиерот Димитриев посочил дека крајот на домашната политичка криза ќе обезбеди дополнителен квалитет во надменувањето на актуелните и на потенцијалните предизвици во врска со мигрантите. Десетина лица се повредени, а едно лице е загинато во торнадо кое прелета над Рим. 225 милиони американци ќе гласаат на председателските избори кои ќе се одржат утре во САД. Ова се информациите за Свето денеска. Едно лице загина, а десетина се повредени во торнадо кое прелета над Рим во местото Лидисполи. Според извештаите, починат е 47 годишен индиец врз кого паднал дел од зграда, а уште еден маж се наоѓа во критична состојба откако врз него паднал прозорец. Освен повредени и жртви, причината е и голема материјална штета. Уништени се продавници и јавното осветлување, урнати се стебла од дрвја. Падната е и платформа од железничка станица, заради што е блокирана пругата и целиот сообраќај. Жителите се евакуирани, а спасени се 15 семејства. Во главниот град на Италија и прочуениот Колосеум се најде под вода. На председателските избори кои утре ќе се одржат во Соединетите Американски држави, право на глас имаат 225 милиони американци. Председателските избори се одржуваат на секои 4 години во вторник, по првиот понеделник во ноември. Се гласа во еден круг, посебно во секоја од 50-те американски сојузни држави и градот Вашингтон, дистрикт Колумбија. Победата во некоја држава одредува како ќе гласаат членовите на изборниот колегиум, орган кој потоа ќе го избере идниот председател на Соединетите Американски држави. Вкупно 12.025 мигранти и бегалци денеска има на островите во северниот дел на Егејско море. На Лесбос се регистрирани 5499 лица, на Хиос 4210 и на Самос има 2316 бегалци и мигранти. Во последните 48 часа на Лесбос пристигнале 45 бегалци и мигранти, на Хиос 56, додека на Самос не се регистрирани нови пристигнувања. Денеска имаме облачно време со сончеви периоди кон крајот на денот и во вечерните часови во западните и северните делови со повремен дожд и услови за појава на грмежи. Ке дува умерен до засилен јужен ветер. Слично време не очекува и утре. Деталите во продолжение.
Со оваа информација го завршуваме дневникот. Пријетно!